Секако дека првата фаза, односно реконструкцијата на мостовите, е во надлежност на ЈПДП, но би сакал да ги уверам граѓаните дека станува збор за нивно добро. Јас знам дека некогаш има нетрпение, некогаш се создава гужва, но тоа е начинот на кој што треба да бидат реконструирани мостовите. Како се ставаат бетонските облоги или како се одржуваат некакви градежни активности на самите мостови и под мостовите нормално заради зајакнување на самата конструкција, тоа знае да создаде нетрпение. Јас ги разбирам струмичани, струмичанки и граѓаните кои што поминуваат и мора да застанат заради воведениот нов режим на сообраќај и поставениот семафор. Јас сум човек кој што барем 4-5 пати во неделата поминува и стои патен правец, но мораме да имаме разбирање. Во самата јавна набавка има определен рок на реализација. Ако е 365 дена рокот на реализација, дали ќе работат денес 20 работници или 22, рокот на реализација кој што компанијата од тендерот на јавното претпријатие за државни патишта го има добиено е една година дополнително. Таму 180 милиони денари има реализација јавното претпријатие за државни патишта, 100 милиони денари се оврски на општината, овде пред се мислам на атмосферската канализација, на канализацијата, на ова втора фаза кој што вие претпоставувам дека распишавте тендер или завршивте со тендер? Ја тендериравме, ги чекаме да поминат роковите за жалба согласно законската регулатива и секако дека ќе потпишеме договор со избраниот изведувач. Јас апелирам до граѓаните на трпение, а секако дека дополнително да со нешто реагираме освен семафорот, следниот чекор би бил да комуницираме со секторот за внатрешни работи од Струмица. Предпоставам овде мислите на граѓаните, одреден дел на мала група на граѓани кои што се несовесни, не ги почитуваат самите семафори, веројатно и до мене стигнуваат таквите реакции, затоа секако дека ќе превземам оврска да разговарам со секторот за внатрешни работи од Струмица, со кој што имаме прекрасна соработка за да дополнително барем во пиковите превземаат некакви надлежности со ангажирање на сообраќајна полиција.